Ние оваа година избравме да работиме нешто многу убаво, многу специфично, а тоа е да дадеме еден нов модерен израз на македонските бајки од македонското народно творештво, прибрани од Марко Цепенков, и заедно со Институтот за фолклор направивме избор на 4 бајки, кои што ги сметавме за најсоодветни за дечиња од предшколска возраст, и тоа Вејко Северко, Двата цара, Девојчето и 12 месеци и Момчето што се скри во златното јаболко. Еве ги бајките и реално овде. Можам да забележам дека имаат одлични илустрации кои се надевам дека ќе ги задоволат вкусовите пред се на современите деца и дека ќе ги заинтересираат самите илустрации. Имавте конкурс на кој се пријавија колку илустратори и за кој се одлучивте и зошто? Нашиот конкурс беше упатен кон сите креативни млади луѓе кои што се бават со илустрација, една специфична професија, не толку позната, и на наше големо изненадување добивме 38 квалитетни решенија. Изборот на управниот одбор падна на младата Катерина Николовска. Ова се нејзини илустрации. Нејзиниот израз соодветствува со она што значи модерно, иновативно и нешто што е приемчиво не само во Македонија, туку и во светот, кога се работи за детска илустрација, детска литература. Така што Катерина има навистина една благородна улога за прв пат да се одработат еден ваков тип на бајки од македонско тло и да ги направиме достапни за малите деца, да малку повеќе научат за нашата традиција, наместо секогаш да се фокусираат на она што значи ликови и херои кои што доаѓаат од надвор. Кој ја направи селекцијата на бајките? Селекцијата на бајките ја направивме заедно со Институтот за фолклор Марко Цепенков. Особено благодарам на господин Ермис, кој што навистина се вклучи во овој проект, а изборот на илустрациите, односно победникот, го направи управниот одбор на Движењето за поддршка на креативноста Браво Сине и тимот од Арсламина, која што беше избрана за издавачка куќа на овие бајки.